Соединетите американски држави ги поддржуваат напорите на двете страни, на Скопје и на Атина, да најдат решение за спорот за разликите за името. Македонија направи големи чекори напред во ангажирањето во преговорите и ова е одлична можност за доаѓање до решение. Накратко, ова се пораките што ги пренесе американскиот помошник државен секретар за Европа и Евроазија Вес Мичел по средбата со премиерот Зоран Заев. Мичел, на кому ова му е прва посета на регионот откако ја презеде функцијата, на новинарско прашање дали Вашингтон директно ќе се вклучи во преговорите за името, рече дека тие се вклучени некое време и ќе продолжат да бидат вклучени. I think we have to learn from past experience and we have to size the timing and nature of our role to suit the circumstances. I can assure you we take a very active interest strategically and politically and for all the principles that we're fighting for in the Balkans from a NATO and EU perspective. So you will see the U.S. strongly committed throughout this process. You'll see myself and the administration committed to helping both sides. At the same time, we acknowledge that the only solution that will last is one that the two parties are going to work out between themselves. Кога е тешко и мачно, како што е прашањето за името кое трае 25 години, убаво е да можете да ги повикате пријателите на помош, рече Заев, кој додаде и дека сепак се надева дека прашањето ќе се реши билатерално, како она со Бугарија. Но секако ако е биде потребна помош, јас очекувам од пријателите помош на принципелен начин. Да ги охрабри двете страни, да се изнајде решението, за да конечно и граѓаните на двете земји го дочекат и бенефитот или придобивките од ваквото решение. Инаку Мичел се наоѓа во регионална турнеја. Во Скопје дојде од Приштина, а од тука замина за Белград. До крајот на неделова ќе ги посети Атина и Никозија.